2 јануари, поминува 23 часот. Градот заспива на почетокот на уште една пандемиска година. Стартот на 2021 е тивок. Новата година се слави скромно и главно дома. Токму затоа, огнените јазици кои што се издигнуваат во центарот на Струмица, никој не ги заменува за огномет или новогодишна возбуда. Напротив, светлината на полнок овој пат навестува немир и можеби затоа реки народ почнува да се слева кон изворот на таа светлина. Како што се следи пламенот, набрзо станува јасно дека гори во центарот на Струмица. Од трговскиот центар Глобал. Екипата на ТВ-Вис пристигнува 20 на минути по почетокот на пожарот. Противпожарните екипи веќе се на терен. Граѓани од сите страни се собираат пред објектот кој што полека се зафаќа од пламенот. Голем дел од објектот е обезбеден од полиција. Овде има, како што не знам дали може да забележи добро камерата, но има и возила на итната медицинска помош кои што се наоѓаат овде доколку се укаже потреба. Можете да слушнете дека се кршат стакла заради тоа што пожарникарите се обидуваат во моментот да продрат на првиот кат, значи гори при земјата. Меѓутоа многу е тешок пристапот заради тоа што се одделни посебни дуќани. Зошто се брзо шири пожарот, само навидно можеме да претпоставиме и поради структурата на преградување на самите дуќани, имено користене гипс картони и многу други лесно запаливи материјали. Од она што се гледа, пламен излегува над покривот на објектот, а од надворешната страна гори еден трговски дуќан. Првичните претпоставки се дека оттаму почнал пожарот, но подоцна пожарникарите потврдуваат дека огнот тргнал во близина на влезот од задната внатрешна страна. Значи, пожарот не настанал во ниту една продавница, туку во отворениот дел, каде што е градскиот пазар. Како што можеме да видиме, пожарот брзо се шири, запатена е внатрешноста на Глобал, односно просторот каде што се наоѓаат тезгите со прехранбени, но и други трговски производи. Пожарникарите отвараат постојано нови дуќани за да може да се протнат нов внатрешноста на пазарот. Засега колку што можеме да забележиме од главниот влез каде што спроти Стопанска банка, запатен е левиот дел од трговскиот центар Глобал. Имено станува збор за трговскиот центар кој што е изграден на местото на поранешниот градски пазар во Струмица. Од она што во моментов се гледа, значи имаме десетици дуќани кои што се опожарени, внатрешноста на пазарот Глобал е исто така запатена и колку што може да се види од надвор се пробива и кон првиот кат.
Вечерта на местото на несреќата излегува градоначалникот Коста Јаневски. Вели дека е во контакт со околните градови од каде се обидува да обезбеди дополнителна помош за пожарникарите. Во овој момент се обидуваме она се што може да се направи да се спаси она што може да се спаси. Јас верувам дека среќа е што нема човечки жртви, меѓутоа материјална штета очигледно ќе биде голема. Сите противпожарни служби во околните градови, Валандово, Неготино, Радовиш, еве и Штип, ќе помогнат да можеме да спасиме што можеме да спасиме. Јас мислам дека службите во наредните периоди ќе можат да анализираат што била причината за овој пожар. Спомнавте повеќе градови во контакт со градоначалниците за сето она што е потребно во моментот. Така е. Дали имате информации колку катови се запатени? Јас мислам дека никој внатре нема конкретна информација, бидејќи една зона во која е и тешко да се влегува, па макар и овие опремени служби како противпожарната, но очигледно е дека има доста запатено од овој да кажам глобал. Вечерта е тензична. Пред Гобал се собираат сопственици на деловни објекти, луѓе кои што изнајмуваат дуќани и тезги во трговскиот центар. Беспомошно гледаат како исчезнува нивната работа, нивните вложувања, дел од нивниот живот. И покрај низата потешкотии со кои што се соочуваат пожарникарите, за неколку часа го гаснат пожарот. Гасењето беше во 23 часа и 12 минути имаше дојава на запален трговски центар Глобал, која една екипа со 6 пожарникари и едно противпожарно возило беше пристигнато на лице место на задниот дел на трговски центар Глобал. Со самото влегување на пожарникарите, увидео дека и од другата страна на на трговскиот центар Глобал, на улица Ленинова, повикано е и друго возило и се пристапа исто така со гаснење. Веднаш се мобилизира целата противпожарна единица на Струмица и беше побарана помош од противпожарните единица Штип, Радовиш, Кавадарци и Валандово. Бевме вкупно 61 пожарникар со 18 возила. Кои беа предизвиците внатре? Имавте ли оттежнување за да влезете поради структурата на објектот? Беше отежнато со изолациони апарати. Малку изолационите апарати брзо се трошат, а ги немаме во некој голем број на изолациони апарати и мора да се полнат, па повторно да се стават и тешко беше вдишувањето внатре во објектот. За телевизиските екипи тие сведочат дека во Глобал не работеле хидрантите, а оние кои што ги има во градот не се компатибилни со опремата што ја користат струмичките пожарникари, па гасењето е мачно со постојано носење вода со цистерни. За мене е најважно дека нема човечки жртви. Тоа сите се служуваме, тоа е една среќна околност. Се она што е материјално изгубено, јас се надевам и ветувам на некој начин со поддршка на премиерот и на централната власт со наши сили. Мислам дека ќе го надокнадиме овие вакви случувања. Никој не може за жал да ги предвиди, секогаш се едно искушение, но се и еден своевиден тест на кој што нашето општество треба да покаже колку е организирано, колку е солидарно, колку е спремно да помогне. Овде луѓето изгубија навистина материјални добра кои што со цел живот ги создавале. Така да не можеме никој да бидеме рамнодушни на тој факт и се сретнавме пред малку со Сдружение на
субјектите кои што работат во глобалот, тие веќе имаат своји видувања и ставови, да почекаме да заврши овој период на исследување причини за оваа несреќа и така натаму проценка на евентуалните штети и ќе почнеме со работка со организација на она што се вика помош за секој од нив. Јас во оваа прилика уште еднаш ја сакам да ја искажем мојата голема благодарност и признање на противпожарната единица Струмица, да се заблагодарам за нивната професионалност. Секако благодарност до општините кои што покажа голема солидарност, брзо, ефикасно пристигна и помогна на нашите ресурси. Следниот ден представници на повеќе институции на чело со премиерот Заев го посетуваат опожарениот објект. Се даваат гаранции дека Глобал наскоро ќе се возобнови. Сега акција и солидарност на дело. Има да го вратиме одмah. Има организација и готово, нема како. По-противотот има цркви, оставте. Пластични, одгонаваш, има стакла горе скршени. А и горе кажеш, и горе сме кажеш. И горе сак, да. Немаше записи, 100%. Може граѓаните да видат каква стихија огнена се случуваше и прво материјалните штети се огромни, се нанесени непоправливи економски штети на деловни субјекти кои што живеат и работат овде, ја вадат својата екзистенција, на комуналното предпријатие кое што го управува пазарот доле и на сите луѓе кои што имаат своји сопствени тезги во самиот пазар. Добро е што нема повредени и нема изгубено човечки живот и тоа е најважно. Сето друго се надоместува. Прво сакам да им изразам подршка, благодарност и сите мои комплименти на противпожарните единици во Струмица, на територијалната противпожарна единица Струмица, која што со 6 возила, со 38 луѓе го нападна пожарот буквално од сите страни. Коментарите кои што беа каде се другите возила и луѓе беа внатре во самиот објект, напаѓајќи го од внатрешната страна. Сакам да изразам благодарност за солидарноста на општините и соодветните територијални противпожарни единици на Валандово, Кавадарци, Штип и Радовиш, кои што заедно со нашите струмичко и новоселски екипи се справија со пожарот некаде 10 минути до 4 часот наутро, кога беше и совладен самиот пожар во Глобал. Она кое што сакам да испратам да го испратам како порака до сите луѓе кои што изгубија својата екзистенција, го изгубија сето тоа што го создале во текот на целиот свој живот, а тоа е да создадат фирма, да имат своји материјали кои што ги продават, од кои што живеат. Глобал е символот на модерна Струмица. Струмичкиот пазар е местото на собирање на струмичани и овде живее струмичкиот дух. Доаѓаат божикни празници, празници на помагање, празници на солидарност. Цела Струмица, целата струмичка деловна заедница, општината, владата, сите институции солидарно ќе се организираме да го возобновиме економскиот живот кој што упустошен овде на многу наши струмички семејства. Најголем дел од отпадот е расчистен, но има уште многу работа во трговскиот центар Глобал. Во опожарениот дел од објектот веќе почна и активности за санирање на штетите.
Значи, уште неколку дена после настанувањето на непогодата, заедно со секретарот на општината направивме средба со сите сегнати страни по домот на АРМ и ги запознаме со начинот и постапката на аплицирање за добивање на помош. Исто им доставивме на мејл сета потребна документација, формулари, закони, правилници, да може да се сами снајдат во цела процедура. Меѓутоа, бидејќи самата процедура е прилично комплексна, затоа им оставивме можност да ние како комисија им помогнеме околу советот давање на некој начин, како да ја пополнат формуларите. Бидејќи, нели, ние работиме според Закон за заштита спасување и според единствена методологија за проценка на штети. Методологијата предвида да сите правни лица сами се формираат комисија од 3 члена и врз основна книговодствена единица и пополнат барањата за барање на штета. Меѓутоа не баш така едноставно и затоа ние им нудиме помош околу советот давање како да тоа го сторат. Веќе тоа работиме неколку дена, комисијата е во постојано заседание, имаме просторија во општина Струмица, така да доаѓаат странките, им укажуваме како да пополнат формуларите и откако ги заврши цела постапка, ги доставуваат до архивата на општина Струмица. Колку барања имате до сега доставено? Па до сега нема многу, околу 10 барања, 12 има доставено официјално веќе, со архивско бројче. Меѓутоа очекуваме многу повеќе, нели? Така да, откако сите барања ќе бидат доставени од сите деловни субјекти, па и физички лица ги има, ќе бидат ставени во еден збирен извештај кој нашата комисија ќе го спрема и како таков ќе биде доставен до Советот на општина Струмица на усвојување. Откако Советот ќе го усвои извештајот, се достава до Републичката комисија за проценка на штети, а потоа најверојатно ќе помине на еден филтер Бюро за судски вештачења, и преку Министерството за финансии ќе биде доставен до владата на Република Северна Македонија. Остатоците од стоката во продавниците во трговскиот центар Глобал се тажен подсетник дека до само пред неколку дена овде екзистенцијата ја вадеа неколку стотици семејства. Иако половина од трговскиот центар не е изгорен, сепак не се знае кога тој ќе може да продолжи да работи. Следните 2 месеца интензивно се работи на реконструкција на трговскиот центар. Опожарениот од останатиот дел е преграден со гипс картон. На 1 март, делот што не беше опожарен е пуштен за работа. Почна 2/3 од градскиот трговски центар Глобал да функционираат. Доста од тезгите се вратија, почнуваат денеска официјално со работа. Дукенџиите, бутиците се исто така отворени. Еве ги повикуваме сите граѓани да повелат во нашиот Глобал, заедно го враќаме на старото и продолжуваме како што беше во овој дел. Работите и во останатиот дел, што се случува таму во моментот? Во останатиот дел доста работи се санирани, доста работи се напреднати. Да почнеме од горе, значи покривот е саниран, веќе сме покриени, немаме проблем со дождови, со снегови. До крајот на оваа недела се очекува да слегнеме до први спрат, што значи 4 и 3 спрат целосно ќе бидат санирани. На втори и на први ќе бидат сменети излозите, внатрешните излози на објектите, поставена е електричната инсталација, плочките ќе бидат затворени до најдоцна до петок, што значи паралелно со тоа веќе видовте на приземе се ставени плочките, на приземе се ставени надворешните излози, внатрешните излози и се работи во самите објекти. Задоволни ли сте од динамиката на измедувачот? Да, доста сме задоволни од динамиката. Нашата комисија цело време контролира што се случува, не само од динамиката, туку и од квалитетот на работата. Сме доста задоволни. Сите изведувачи работат крајно професионално, сите безбедносни мерки се задоволени, но и материјалите кои се вградуваат се навистина на високо ниво. Паралелно со тоа што ние го работиме, чекаме Комуналец, јавното претпријатие Комуналец да започне со санација на нивниот дел, значи на делото со тезгите, бидејќи колку што знам има распишено тендер. И тие почнуваат најверојатно од понеделник, од наредниот понеделник со санација на делот за јавното комунално претпријатие.
дали 2 месеца што беа дадени како рок за завршување сметате дека ќе бидат исклучитувани или пак можно е поради некои набавки можеби да се одолговлечи? Сега за сега, како што стојат работите, се надеваме дека и порано од тој рок ќе завршиме, но еве да не си правиме малер, се надевам дека, како што рековме, за тие 2 месеца ќе биде се завршено. Благодарам многу. Како не е проблем, нема. Од тук зависиме ние. И не, горе сите се фамилиарни. Немаш други неща, тук ти, нема отек и седеш дома. Ама сега, ајде с Господ напред. И това чудо да се мајне на човеше, то да се надевам сет на по-ово. Отворањето на Глобал, значи градот пак ќе живее како што беше и пред тоа, оти Глобал е фактички центарот на движењето во Струмица и за земјоделците, и за бизнисот, и за пазарот. Вие имате ли овде свој објект, дали работите во овој дел? Не, немам свој објект, ја работам во комуналец во Глобал, во пазарот. Така. Тешко ли беше овој период надвор од овие вообичаени обврски што сте ги имале? Па, тешко беше, имаше проблеми секакви со глобалот, со спремањето, со организацијата, со чистење, со фирмите, со дуќаните, така да за кратко време се среди се и се очекува од први да се почне со другиот дел да се расчистува, така да се надееме за поскоро време целиот глобал ќе биде во функција. Поминуваат уште неколку месеци. Глобал конечно е ставен во функција. Објектот полека привршува со реконструкција, иако последиците се уште видливи, особено во изгубените навики на купувачите, кои по неколку месечен прекин на работата на објектот повторно треба да се привлечат тука да пазарат, но и трговците кои во меѓувреме најдоа нови продажни локации за својата стока. Помина една година од опожарувањето на градскиот трговски центар Глобал и со радост можам да кажам дека повеќе од 90 до 95% е комплетно реновиран. Исто така, би сакал да се заблагодарам на сите поединци и на фирми кои што несебично дадоа придонес тоа да успее, значи тоа да го направиме целиот Глобал. Инаку имаме преземено и доста работи кои што во иднина нема да дозволиме пак да ни се случи истото. Комплетно ја реновиравме, значи хидрантите се комплетно реновирани. Имаме сега обезбедување, значи во наредните месеци сме во преговори да потпишеме и договори за инсталирање на противпожарен систем. Сепак, останува неодговорено уште едно прашање, најважното. Како се предизвика пожарот во кој изгоре третина од Глобал? И уште поважно, дали некој ќе понесе одговорност за тоа?